Океј. Денешната тема е нешто за кое што спомнав минатиот пат, а тоа е индивидуализам и како човекот може да некојаш не си веруваме на себе ако доволен број на луѓе не веруваат во нас. Но знаете, читав една интересна статија дека најинтересната, односно најаката енергија, автентичноста. Сега, што значи автентичност? Автентичност значи да го правиш тоа кое што е поврзано со твојата реалност. Да правиш нешто кое што е за тебе важно, за тебе битно, кое што кореспондира со твојата душа, кое што кореспондира со твоето битие, но мора да е конструктивно. Мораме да бидеме конструктивни, мораме да бидеме одговорни, мораме да имаме убави креативни цели и така натаму. Ако не е целта конструктивна и креативна, ние самите ќе се стопираме поради тоа што ќе видите внатрешната јачина и внатрешната цврстина на едно битие доаѓа од неговата етика. Зборував за тоа, фактички го рековме дисциплина, го рековме морал, но етика е збор кој што значи дека човекот знае внатре во себе што е исправно, што не е исправно, и кога знае што е исправно, што не е исправно. Ајде да почнеме од тој момент. Знае што е исправно и знае што не е исправно. Сега, ако имаме човек што знае што е исправно и знае што не е исправно, тогаш ако знае дека е неисправно и го следи неисправното, што значи неетичното, тогаш прекинува да знае. Ајде да го објаснам ова, затоа што малку е, барем јас сега го објаснам малку филозофски. Што е знајноста на едно битие? Тоа е неговата свесност, тоа е неговата душа, тоа е неговиот свесен ум. Он знае. Знае што е добро, знае што е исправно, знае што е конструктивно, знае што е креативно. Така? Но ако човекот почнува да има неетика, недисциплина, неморал, нечесност, она што ќе се случи, он си ја руши внатрешната сила и почнува да оди надоле по скалата на емоција, прекрасна скала на емоција од филозофот Хабард. Сега, ова се концепти што сум ги читал од него, ама не ги цитирам, поради тоа што само го давам како моје објаснување, моје солудување на некои текстови кои што ја ги читам. Во моментот кога човекот почнува да не останува на паток на исправноста, на етиката, на дисциплината, на тоа што е вистински големо добро, не само за него, за групата, тоа што тој почнува да си ја руши собствената сила и собствената моќ. Зашто нашата цврстина зависи од тоа да кажеш не на тоа што треба да кажеш не. Да кажеш не на неисправното. Замислете, имате ситуација каде што некој маж е во посветена релација, но е под искушение да застрани назад и да отиде во флерт или во некои нечестни игри со некоја жена. Друга, која што не е неговата жена. И он знае што треба да направи, што не треба да направи. Во моментот кога, иако нешто го тера, некоја емоција на благост, на убава емоција, што е погрешна емоција, он која ќе стопира таа емоција, која ќе врати собствената дисциплина и етика, он останува моќен, внатрешно. И останува доследен на неговата етика, и останува доследен на неговиот морал. И он она што го прави, има поголема јачина да соочи работи пред него. Да соочи препреки, потешкоти у смисол на препреки на патот до неговата цел. Дури да ја соочи собствената сопруга, ако она прави нешто кое што не е честно и не доликува на неа. Но кога човекот ќе ја прекрши таа етика, тој морал, тие принципи, тогаш он што почнува да прави? Он почнува да прави оправданија, почнува да прави изговори, почнува да се оправдува за неговото погрешно дело, неморално, нечестно и неетично дело кој што го има сторено. И со самите тие оправдани он почнува да си ја намалува собствената свесност и да си го намалува собственото знаење, зашто свесноста е знаење. И затоа го кажав тоа, кога човекот на почетокот знае, он знае што е добро, знае што е лошо. И во моментот кога знае што е добро и што е лошо, ќе го направи лошото, тогаш не знае веќе. Тогаш си го намалува собственото знаење, тогаш си ја намалува собствената свесност и на тој начин се казнува себе си. И тоа е начинот на кој што душата почнува да изумира. Затоа не е лесно човекот да остане свесен. Затоа не е лесно човекот да си остане својата доследност, цврстина
и човечка карактеристика на себе, зашто многу е лесно да се направи нечестното. Многу е лесно да се направи неморалното. Многу е лесно да се направи недисциплинираното, поради тоа што не бара внатрешна сила и внатрешна моќ, но тоа е суштината од која што е направена таа душа, таа истрајност, таа храброст, таа желба да се наоѓаат решенија за подобар пат, за подобро утре, зависи од тоа колку сме ние честни, етични и доследни на исправниот пат. Зашто човекот кој ќе почне да го скршнува тој исправен пат, на него му се разводнува неговата животна сила, неговата среќа, неговата амбиција, и наместо да бара среќа од креација, творење и одене кон цели, многу често повеќе почнува да бара среќа и задоволство во конзумирање. Поради тоа што е препуштен на емоциите. Препуштен е на задоволството. Гледате, човек кој ќе се препушти на сите задоволства, се препушта и на некој тип пороци, кои што човекот ги има. Затоа што порочноста е лесна, после е тешка. Но непорочноста не е лесна, ама животот станува убав и насочен кој нешто убаво и кон нешто исправно, поради тоа што почнува да оди и да креира идеали, цели, возвишеност и нешто кое што е душа, затоа што тоа е душата. Но она што ќе се случи кога човекот почнува да станува помалку етичен, помалку честен, помалку морален, почнува да влага во комотноста на материјалноста и почнува да бара задоволство само од материјалноста. Почнува да добива задоволство стварно од секојдневието кое што е многу тешко. Затоа што ти од секојдневието тешко е да добиеш задоволство ако си заборавил дека можеш да добиеш задоволство од духовна работа, од помош, од идеали, одење кон некоја цел, незаборавање за големата слика и големите дела кои што сакаш да ги направиш не само за себе, него за човештвото, за околината, за сите околу тебе. Затоа што за тоа не ти треба многу за да бидеш среќен. Но кога човекот ги прави сите тие компромиси со своите етики, со своите начела, морали и така натаму, он почнува да оди во среќата на конзумирање и он, за да искуси истата среќа, затоа што телото има перцепции кои што се помали од перцепциите на душата. Душата има собствени перцепции, исто така, како духовни битија. Етиката е перцепција, среќата е перцепција, но кога таа душа ќе затапи и се намалува низината свесност, затапуваат сетилата на среќа од душата и почнуваат да се активираат сетилата на среќата од телото. И каде доаѓаат тие сетила на сензации од телото? Ке дојдат од физички контакти, од различни интимности само, од јадење, од едноставно задоволување од примање на нешта. Но душата е причинител кој што она сака да ствара, сака да твори, сака да креира, и над тие нивоа на сензации и перцепции на телото се наоѓаат тие сензации и перцепции на душата, кои што може да бидат активирани доколку човекот го оди исправниот пат, доколку човекот се придвржува на тие етички, морални принципи и начела кои што секој еден во нас ги има. Но во моментот кога не му се веќе важни или кога ќе почне да скршнува честопати од тој исправен пат, он почнува да наоѓа оправданија и почнува да затапува како битие. Да затапува како битие. Кога ќе видите овдека на скалата на емоции скроз доле, се емоции кои што се поврзани со тело. Фактички човекот бива тело, затоа што духот го снемува. Што вика еден мој пријател, нок, ќе му чукнеш на глава, нема битие таму. Затоа што ги има само телесните пориви. И кога човекот се препушта само на телесните пориви, знаеме дека едноставно душата има работа на себе. Но има и освестување, има и работи кои што треба човекот да ги осознае за себе. Прво треба да сознае човекот дека е духовно битие. И дека тоа духовно битие не може да изумре сем преку несвесност. А несвесноста доаѓа од работи кои што човекот сака да ги заборави.
некогаш и злоделата кои што човекот ги прави, и неисправните акции кои што човекот ги прави, и кои што сака да ги заборави, гледате, почнува да не се сака себе. И колку повеќе човекот не се сака себе, почнува да не ги сака ни другите, толку повеќе почнува да му сметаат другите. Поради тоа што знае дека живее со лаги, знае дека живее со нечестност, и станува многу лесно избувлив, станува многу лесно иритабилен, станува многу лесно да не му се свиѓа околината и животот околу него. Поради тоа што знае дека направил грешка. Секако може човекот да биде иритабилен, нервозен и несреќен и поради тоа што има негативна околина, има стварно негативни луѓе и така натаму. Се не зборам за тие примери, но зборам за примери каде што имаш човек кој што заборавил колку е важно да остане на исправниот пат, каде што не прави болка за околината. Затоа што кога човекот ќе почне да прави доволно болка за околината, он ќе свати дека направил доволно болка за околината и ќе се повлече од околината на која што е направил болка. Луѓе кои што ви направиле болка набрзо ќе се повлечат од вас. Луѓе што ви должат пари ќе се повлечат од вас. Луѓе што ви сгрешиле ќе се повлечат од вас. Луѓе кои што не си го одржале нивниот збор кон вас ќе се повлечат од вас. Зошто? Затоа што е многу убаво да си човек, ама не е лесно да се одржиш човек. Многу е убаво да си човек, ама не е лесно да се одржиш да бидеш човек. Затоа што за да се одржиш да бидеш човек и да уживаш во духовната среќа на постоењето, радоста, задоволствата, мора човекот да е посветен на таа етика, морал, дисциплина и исправност. Затоа што кривиот пат ја искривува душата. И искривеноста на душата се препознава во препуштање на задоволствата само на телото. И кога човекот е препуштен на задоволствата само на телото, не е комплетен он. Поради тоа што човекот добива сензација од тело, но исто така има многу убави сензации кои што човекот ги добива од помош, од помагање на други луѓе, од комуницирање со други луѓе, од разбирање на околината, од себе растење, од согледување на многу нешта каде што он утнал. Затоа што гледате кога човекот има свесност, нели? И он кога прави себе освестување и себе растење, многу често он сваќа каде сгрешил. И така човекот расте. Ниеден човек не расте кога ќе рече другите сите ми се криви. Тој човек не расте. Поради тоа што ги става на пиедестал, односно им ја дава моќта на околината, затоа што не ја презема моќта тој. И за човек кој расте, он мора да согледа каде он ја утнал работата, па и да се извини, па и да направи гест каде што другите ќе сватат преку неговото извинување дека он пораснал. Ама човек кој што греши никогаш нема да се извини. Човек кој што му е многу тешко да се извини, значи дека има многу големо его, има многу голема болка во себе која што ја носи. Но начинот да ја намали било таа болка, товар на минатото што и да е да го намали егото и да ја зголеми перцептивноста за околината и емпатичноста за околината, зашто кога имате некој човек кој што ќе направи некоја болка на околината, ако не ја согледа и ако не ја препознае кај него кривоста у правењето на болка, тоа што човек не може да се исправи во правење на задоволство кај другите луѓе. Поради тоа што не е осознал неговата улога, дека ние сме тука не да криваме болка на други луѓе. Ние сме тука да даваме љубов и позитивна енергија на други луѓе и да бидеме тука за нив. И да можеме да ги разбереме и кога ќе ги разбереме ќе ни биде полесно. Ама знаете, за да разбереме нешто кое што е високо, како што е душа, како што е ум, како што е свесност, ние мораме да работиме низ некоја болка која што ја има во себе. И ќе зборувам за тоа, ќе имам многу предавање наредниот понеделник ќе биде на тема соочување. И стварно го спремам предавањето за понеделник стварно да биде онака накрцкано со многу убави податоци, но човекот работејќи на себе, освестувајќи таа болка, затоа што болката е намалена свесност. Кога човекот не сака да се соочи со себе си, па дури да искуси таа болка, он не ја разводнува, не ја освестува, затоа што кога ќе освестиш таа болка, таа прво ја снемува. И второ, тој е принципот на работа на таа книга Дианетика, затоа што зборевме за реактивниот ум, или реактивниот ум е ум содржан од болка.
Има два типа на болки во тој реактивен ум. Едниот е на физичка болка и другиот е на психичка болка. Физичка болка се повреди, трауми, физички, психичките болки се психички трауми од типот на акутни загуби или закана за загуба. Било кој тип на загуби или закани за загуби се таму. Акутна загуба, како што се случило у Кочани или некој дедо баба ќе починат, мачето, кучето за некој да почине загуба, колата му ја украле, дечкото и девојка се раставиле, не дај Боже се развеле некој или точекот му украле некој, така натаму, тоа е се болка. Но како и да е, болка може да биде и разочараност од некој ваш пријател, секако. Но сите тие болки го сочинува тој реактивен ум. Кога човекот го освестува реактивниот ум, он мора да помине из некој тип на болка работејќи на сам себе. Но на тој начин он ја освестува таа болка и кога ќе освести таа болка, она што се случува, човекот прави помалку болка на други луѓе. Колку помалку освестена болка во себе човекот има, толку повеќе ја користи таа болка на него што му се случило да им ја направи на луѓето околу нив, ама тоа не го знае. Затоа што таа болка што него му се створила, сега он ја користи како муниција и оружје и одбрана за околината околу тој човек. Фактички недолжниот страда за страдањето и болките кои што човек ги примил. Одговорност на секој еден човек е да се ја освести сопствената болка, сопствените трауми, за да не ја користи болката негова да се реваншира на светот, поради тоа што некој некогаш му направил болка на него. И кога човекот работи на таа свесност и кога човекот се освестува, она што се случува, почнува да се чувства тој многу убаво, сваќа дека има задача духовна да продолжи да помага и да освестува и други луѓе, поради тоа што кога човекот ќе го свати тоа и кога ќе добие таа мисија и таа посветеност која што ја има на тој пат, сваќа дека има многу работа, ама е среќен поради тоа што е на патот и е среќен поради тоа што ја прави работата. Поради тоа што прво знае кај оди. И помага, и продолжува да помага, и ја знае неговата цел. Кога имате луѓе, некојаш луѓето ќе ми речат, абе, нели е полесно да си поглуп, зашто не се секираш за многу работи. Мислам дека не. Зашто овој свет, во ова колективна духовност која што имаме околу нас, која што има многу болки, мора да ги одработиме не само нашите болки, него да им помогнеме на другите луѓе да ги одработат нивните болки, затоа што тоа е колективната свесност. И колку повеќе им помогнеме на другите луѓе да одработат нивната болка, толку повеќе помагаме на колективната свесност и на општото добро на оваа планета Земја. Човекот кој што е у наводници глуп затоа што ништо не е свесен, тој човекот продолжува да крира болка со својата несвесност и неосетност, поради тоа што болката му е запатапува сензацијата на душата и почнува да крира понатаму болка во околината поради тоа што нема доволно освестување за да не ја прави болката. Така да не мислам дека полесно е човек да е глуп, не. Полесно е да е свесен, а има повеќе работа која што е благородна. Човекот кој што е свесен има повеќе работа која што е благородна. Ама барем знае дека е на патот кој што е многу исправен пат, не само за него, не само за околината, него за колективната свесност на оваа планета. И кога човекот работи на тоа, он не може да не е среќен, поради тоа што тоа е најголемата цел и најголемата убавина која што може да има. Затоа што работиме за свесноста, работиме за етиката, фактички работиме за душата. И затоа е многу важно секој од нас да чита книги за подобрување. Затоа е многу одважно секој од нас да работи на себе. Прво да работи на себе, но исто така и да помага на другите луѓе, да ги стимулира другите луѓе да работат на нив. Поради тоа што сите сме у кашата, наречена планета Земја, на која што има убави работи и немубави работи. Ама за да ја направиме да биде поубава, по-просперитетна и по-продуктивна и по-среќна, мора секој од нас да ги засука ракавите во неговиот дел, да учества у подобрување на колективното свесно и на колективното добро и на колективната љубов. Затоа што ако не ја превземеме таа одговорност, тогаш наредните животи во наредните генерации се наша одговорност како тие ќе живеат. Како таа душа, која што за мене барем продолжува да живее низ вековите понатаму, ќе се најде повторно на истата планета каде што не помогнал да се одработи работата пред многу животи. Така да ако човекот сака да се најде во подобра ситуација самиот тој
тогаш подобро да соочи што има да одработи сега, за да има помалку работа понатаму. Може би ова не е реално за луѓе што изборам. Но, ако некако ми дојде инспирација денеска да го кажам. Така да, ете, се надевам дека сите работите на оваа задача, која што за мене мислам дека е едно од најважните и најдобрите нешта. Се гледаме повторно петок. Чао!